Министерството за земјоделство објави нов јавен оглас за доделување државно земјоделско земјиште над 3 хектари. Со огласот на располагање се ставаат вкупно 1241 хектар на територијата на целата држава. Меѓу регионите за кои се однесува јавниот повик е и територијата што ја покрива подрачната единица за земјоделство од Кочани. Со огласот во Кочанско се опфатени парцели со земјоделско земјиште во државна сопственост во атарите на Лепопелци, Новоселани, Врбица, Бурилчево, Теранци, Грдовци, Оризари, Мородвис и Кочани. Вкупната површина што им стои на располагање на земјоделците во регионот изнесува околу 85 хектари, од кои најголем дел е во местноста Арапов Рид кај Лепопелци, потоа Белкамен кај Грдовци и под село Истрага кај Врбица. Земјоделското земјиште во државна сопственост што се дава под закуп е со намена за подигање долгогодишни насади лозија, овоштарници и хмелј за период од 30 години. Потоа за подигање долгогодишни насади со лешник за период до 70 години, за одгледување други земјоделски култури и за поставување пчелни семејства за период до 15 години, како и за одгледување брзорастечки дрвја на земјоделско земјиште што се наоѓа на надморска височина над 700 метри за период до 30 години. Право на учество на јавниот оглас имаат домашни физички како и правни лица за кои не е отворена стечајна постапка, но и странски правни лица. Постапката за доделување земјиште над 3 хектари ќе се реализира со електронско јавно наддавање, а ќе се смета за валидна и ако учествува само еден кандидат кој понудил повисока цена од почетната што е објавена во огласот. Рокот за пријавување на кандидатите за земање земјоделско државно земјиште под закуп трае 20 дена, односно до 25 мај. Заинтересираните повеќе информации може да добијат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, како и во секторот за земјиште при Министерството. Основното музичко училиште Ристо Јуруков почна со запишување нови ученици за предстојната учебна 2023-2024 година. На учениците им се нудат две можности – да посетуваат настава во 9-годишно основно музичко образование и тоа за инструментите пијано и виолина, за ученици кои во редовното основно образование во новата учебна година ќе посетуваат прво одделение. Исто така, кандидатите може да се запишат и во 6-годишно основно музичко образование за инструментите гитара, флейта, хармоника и традицијски инструменти. Оваа можност им стои на располагање на учениците кои во редовното основно образование во предстојната учебна година ќе посетуваат 4-то одделение. Уписниот рок ќе трае 10 дена, а пријавувањето е секој работен ден од 10 до 15 часот во просториите на Основното музичко училиште во спомен домот Асном. За да ги пријават своите деца, родителите на учениците треба да достават копија од извод на родените, како и желба за другарување со музиката, велат од Основното музичко училиште. Во организација на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, а по повод верскиот празник Ѓурѓовден викендов се одржа 10-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и ора. Манифестацијата и годинава понуди богата програма со народни обичаи по повод празникот, како и концерти со изворна музика што се одржаа во Зрновци и Оризари, а на кои им претходеа фолклорни дефилеа. Во програмските содржини учествуваа неколку стотици млади фолклористи од фолклорните ансамбли од Македонија, Словенија, Босна и Херцеговина, Србија, Црнагора и Бугарија. Одбележувањето на празникот Ѓурѓовден на овие простори има долга традиција во исполнувањето на верските, но и секојдневните животни потреби на населението, беше речено на отворањето на манифестацијата. Бројни се обичаите што се поврзани со здравјето, плодноста и преминот од зимскиот кон летниот период, а целта на фестивалот е да продолжат и да се зачуваат овие традиции од заборавот. Покрај песните и ората во рамки на фестивалската програма беше прикажано и биење млеко, правење масло и матеница, месење ѓурѓовденски зелник, а имаше и дегустација на традиционални домашни јадења.
Младите членови на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов учествуваа во надпреварите во стари игри како што се влечење јаже, скокање врека, носење јајце во лажице и слично. Фестивалот, чија цел е зачувување и представување на материјалното и духовното богатство околу празникот Ѓурѓовден, е поврзан со пролетното будење на природата и периодот на интензивни активности во земјоделството и сточарството. Финансиската поддршка за реализација на содржините на меѓународниот фестивал Ѓурѓовденски обичаи е обезбедена од Министерството за култура, од општините Кочани и Зрновци, како и од бизнис секторот од регионот. Во Центарот за култура Бели Мугри е отворена ликовната изложба на тема акварели на учениците од училиштето за цртање и сликање, која е работи во состав на институцијата. Во фоето на Центарот се представени 30 на цртежи, работени со водени бои, а инспирирани од различни мотиви, на кои се прикажани најразновидни форми и колорит на насликаните објекти и живата природа. Со оваа изложба, училиштето за цртање и сликање го продолжува своето успешно 11-годишно постоење и работење. Во изминатите 11 години можам слободно да кажам дека изработивме преку 30 на изложби со различни теми, каде што низ тие изложби беа презентирани многу генерации, многу ученици, некои од нив веќе изградени личности, мои колеги, и со гордост можам да кажам дека низ годините се повеќе и повеќе имаме таленти во нашиот град. Значи овде ова изложба е планирана во реализацијата на ликовно-галериската дејност од самофинансирање на Центарот за култура, и во салон фоаје 1 се изложени 36 дела акварели, кои што учениците на возраст од 5 до 18 години изработија изворедни акварели, кои што за почетници навистина се, јас како ментор сум задоволна и се надевам дека со таквиот интерес, со таквата желба кон ликовната уметност, истите тие ќе продолжат. Во изминатата деценија, училиштето за цртање и сликање го посетувале над 100 ученици. Од пред неколку години работењето финансиски го поддржува и Министерството за култура. Изложбата акварели е дел од годишната програма за ликовна дејност на Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Викендов се одиграа редовните кола во првенствата на втората и третата фудбалска лига, во кои екипите од Виница и Кочани останаа без поголеми резултатски успеси. На гостувањето во Богданци против Вардарски, фудбалерите на Осогово го претрпеа вториот пораз во првенството, откако домашната екипа успеа да постигне еден гол и да ги освои 3 бода. Со тоа, на едно коло пред крајот на првенството, жолто-сините останаа на досегашните 48 бода, што се покажа како доволна предност за да обезбедат настап во баражот за влез во втората лига. Конкурентот Овчеполе одигра 2:2 на гостувањето во Карбенци и во моментот заостанува 7 бода. Во последното првенствено коло, Кочанскиот третолигаш ќе биде домакин против третопласираната Тиверија. Што се однесува до баражот, покрај Осогово од источниот регион, ќе се надпреваруваат и екипите на Влазерими од западниот, Кумановски Башкими од северниот, Вардар од Неготино од јужниот и Новаци од југозападниот регион на третата лига. За пополнување на втората лига, покрај овие 5 третолигашки екипи, во бараж надпреварите ќе учествува и еден тим од дното на актуелниот второлигашки состав. Надпреварите во баражот ќе се играат на неутрален терен, а нови членови на втората фудбалска лига ќе бидат 3 екипи кои победиле во бараж надпреварите и една екипа извлечена со жребка од екипите кои ги изгубиле надпреварите. Баражот ќе се игра кон крајот на месец јуни. Во втората фудбалска лига пак се одигра 28-то коло, во кое Слога 1934 извлече еден бод на гостувањето во Гостивар против Арсими, откако до крајот на надпреварот на двете страни немаше постигнато ниту еден гол. Со тоа, Виничкиот второлигаш останува на предпоследното место со 22 бода, но разликата со конкурентите Тетекс и Саса се зголеми, откако и двете екипи победија на гостувањата против Вардар во Скопје
и Караурман во Струга. До крајот на првенството во втората лига има уште 2 кола, а Слога е со минимални шанси за обстанок во лигата, кои, иако повеќе се теоретски, сепак се држи чекор во борбата со Локомотива, Саса и Тетекс. Во следното коло виничкиот второлигаш ќе биде домакин на средба со Охрид Ликнидос, кој во моментот се наоѓа на 7-та позиција.